И како директор на македонската полиција и како министр за внатрешни работи еден извесен период, мојата прекупација и моите напори беа насочени кон развивање и имплементирање на политики во рамките на Министерството за внатрешни работи и соодветни стратегии кои практично веќе придонесуваат за заекнување на системските и институционални капацитети на Министерството за внатрешни работи. Ова е прашање практично не би требало да биде во доменот на интерес, односно не би требало да биде подигнато на тоа ниво да министер за внатрешни работи или заменик министер за внатрешни работи да се занимава со тие теми. Тоа се теми на тактичко ниво. Ние во Министерство за внатрешни работи имаме исклучително развиени професионални структури кои на сосема ефективен и ефикасен начин го спроведуваат законот и ги спроведуваат ефективни истраги. Во тој контекст можам само да сепак да прокоментирам дека начинот како беше поставено прашањето, односно начинот како беше отворен случајот преку најава во медиуми, па преку пишување на медиуми, па преку изјави од министерот за внатрешни работи, сето тоа беше очигледно со намера да се креира една атмосфера или да се стекне или да се продуцира со едно мислење дека овие лични карти со предуцирање дека се искористени за изборни цели. Се разбира дека тоа е дневна политичка цел и интенцијата беше да се стекне впечаток дека тоа е дел од долго најавуваните изборни нерегуларности кои секојдневно се најавува. Така да министерот за внатрешни работи, односно колегите од оддел за организиран криминал работеа на овој случај по наредба на јавно обвинителство, ги спроведоа сите неопходни проверки и на крај се констатира дека овие лични карти не се искористени за изборни цели, ниту еден од овие податоци кои стојат на овие лични карти, значи ниедно лице што е наведено во тие лични карти го нема на избирачки список. Тоа е потврдено и од Државната изборна комисија, од увидот во документите и од увидот во и компјутерски и пишани документи. Така да се елиминира целата таа теза или целата таа конструкција дека практично тоа беше преюдицирање дека се искористени за изборни цели. Меѓутоа останува сепак две прашања кои треба да добијат одговор. Тоа се прашањата кој го има направено тоа и зошто го има направено тоа. Јас се надевам и сум убеден и сум уверен дека професионалните структури во Министерството за внатрешни работи ќе успеат да одговорат и на овие две прашања. Така да треба да бидеме трпеливи и секако ќе се веројатно расчисти